Покачувањето на надоместокот за канализација од 150% за граѓаните на Кочани нема да биде последно. Според одлуката што минатата недела ја усвои Советот на општината, тоа ќе продолжи да расте и во наредните години. Односно, во 2020 година треба да достигне 25 денари за метар кубен. Таквиот тренд на поскапување помина практично нечујно покрај првичните информации за новите цени на комуналните услуги, што ќе стартуваат од 1 јули. Најголем дел од дискусиите на седницата советниците потрошија за тоа дали поскапувањето на водата и канализацијата е потребно и оправдано, а делот од одлуката што се однесуваше на последователното покачување го потенцираше само советникот Сашко Стефановски. Како што рекол нашиот народ, една белја не е белја, повеќе бели се белја, а втората белја е во втората точка, каде што пишува: утврдената единична цена од 15 денари за канализација по метар кубен за домаќинствата ќе се зголемува по 2 денари од 1 јули за секоја наредна година, почнувајќи од 2015 година, заклучно со 2020 година. Чок ги узел, што ви рекле моите комши од другата страна на реката околу џамијата што живеат. Порастот на цената за канализација за секоја година кај предпријатијата е уште повисоко, односно ќе изнесува по 6 денари за метар кубен. По усвојувањето на одлуката и новината што е вметната во неа, значи дека ако и по 5 години остане сегашната цена на водата за пиење, тогаш за надоместокот за канализација ќе се плаќа уште 70% од тој трошок. Во образложението за континуираниот пораст на цената стои дека ова било според препораките од швајцарската агенција СЕКО, која е консултант во рамки на проектот за изградба на пречистителна станица за отпадните води. Сепак и за ова имаше забелешка од советникот Стефановски. Во врска со таа пречистителна станица, мислам дека намерно не ни дадовте некој образложение, бидејќи станува збор за регионална пречистителна станица. Значи на ниво на Брегалничкиот регион, Источнопланскиот регион. Колку што знам јас, другите општини нема донесена одлука да плаќат. Па тогаш се наметнува прашањето зошто од парите на граѓаните на општина Кочани да финансираме проект од кој што ќе имат бенефиците 11 општини во Источнопланскиот регион. И зошто ние на соседите од Штип или Карвенци, која е тама после нас, Чешиново, да им ја прочистуваме сега ние фактички водата и да ми ја пуштаме нечиста. Ако веќе е регионален проект, нека плаќат сите заедно. Одговор на ваквите забелешки не дојде, па како што веќе информиравме, одлуката беше усвоена, а со неа и новите цени и обврската секоја година граѓаните да плаќаат повеќе за канализација. Уште поинтересно е што за тоа Советот нема да донесува нови одлуки, туку покачувањето ќе се прави по автоматизам.